Договорот со Грција ја носи Македонија на прагот на полноправно членство во НАТО алијансата, а според последните информации од Грција и премиерот Зоран Заев, руски дипломати пробувале да го нарушат процесот и истиот да не успее. Сепак, интересот на Русија не може да предизвика црногорско сценарио во Македонија, бидејќи двете земји се во различна положба во однос на интересите на Москва на Балканот, велат за 1 ТВ директорката на Институтот за европска политика Симонида Кацарска и долгогодишниот новинар Мирча Адамчевски. Значењето на Црна Гора во однос на Русија е многу поголемо. Значи, значењето кој што го има Црна Гора во очите на Русија, поради капиталот, поради контактите кои што ги имаат и поради традиционално наклонетоста, барем на делот од популацијата која се идентификува повеќе со Србија, према Русија. Во Република Македонија таква тенденција немаме. Поддршката која што на теренот се уште се гледа би ја нашла Русија во Македонија е компаративно помала. Адамчевски пак смета дека токму тоа што поддршката на македонскиот народ е ориентирана кон НАТО и ЕУ е цврста причина за да нема опасност од инсталирање на Русија во државата. Не очекувам да се повтори црногорското сценарио во Македонија од проста причина што во Македонија над 70% од населението е за влегување во НАТО и за влегување во Европската унија. Значи нема, бидејќи во Црна Гора беа поделени пола и имаше голем број, голем дел од населението се противеше на влегувањето во НАТО и дојде до ескалација на целата таа ситуација. Новинарот сепак повторува дека за државата воопшто не би било добро доколку се повтори политичката криза од пред 3 години. Постоја тоа и тоа представува определена опасност за нарушување, да речеме, на политичката состојба во Македонија. Да знаете што во моментов на Македонија, да речеме, не е потребна политичка криза. За тоа на кој начин Русија влијае овде, Кацарска вели најсилниот механизам на Москва е што пробува да ја поткопа позицијата на САД и ЕУ на Балканот, вклучувајќи и Македонија, така што себе си се представува за подобна алтернатива. Оно што се клучни особености, односно клучни карактеристики на действувањето на Русија, особено во овие делови на Европа, е да искористи нестабилноста која што веќе постои, бидејќи на тој начин таа исто така поттикнува нестабилност во самата Европска унија. Ја подринува улогата на овие ентитети, како што е и Европската унија и Соединетите американски држави како промотори на стабилност, бидејќи доколку ја подриете нивната стабилност, тогаш вие веќе не сте лошата алтернатива. Обидите на Русија да го поткопа процесов, мислам дека нема да бидат успешни и гледаме дека тие не се директно од Русија, него зборуваме веќе за посредници. Се зборува за посредници кои што ќе сакаат да направат нешто. Јас не го исклучувам нешто, но за мене е поважен натрешниот фактор. За мене не е важен надворешниот фактор. Влијанието преку руски бизнисмени, оперирајќи преку Грција, информација која во јавноста ја обелоденија новинарите од истражувачката лабораторија на Македонија, Кацарска вели, сепак има економски аспект. Енергетски сме секако зависни, меѓу најзависните во регионот. И тука е точката каде што јас го гледам реално нивното силно влијание кој што би можело да се случи потенцијално долгорочно во однос на одлуките каде ќе бидат гасоводите, кои што се уште веќе долги години се отворени. Но и покрај економските структури, важни за Москва на овие простори, премиерот Зоран Заев на пресконференција со еврокомесарот Јоханес Хан децидно потенцираше: за Македонија нема друга алтернатива освен НАТО и ЕУ, а со Русија владина цел е само унапредување на односите.